Галоп проценува дека малку повеќе од 7% од возрастните американци се лесбеки, хомосексуалци, бисексуалци, трансродови лица или ја преиспитуваат својата сексуалност, познати како LGBTQ. Таа група протестираше против објава на Твитер во 2017 година, кога тогашниот председател Доналд Трамп соопшти дека им забранува на трансродовите лица да служат војска. Но откако стана председател, Џо Бајден ја поништи забраната. Трансродовите лица, ако се квалификувано на секој друг начин, може да служат војска. Многу е полесно кога има администрација која разбира кои сме и не цени како американски граѓани. За време на неговиот мандат, председателот Џо Бајден го потпиша законот за почитување на бракот, кој им даде федерални права и бенефиции на истополовите бракови. Еве што рече тој на LGBTQ заедницата за време на настан во Белата куќа. Вие сте сакани, ве слушаат, ве разбираат и вие припаѓате. Како хомосексуалец, многу од моите права со другите политички партии може да бидат загрозени. Една од причините зошто го поддржувам Бајден овој мандат, а го поддржав и минатиот, е поради тоа што тој се залага. Поранешниот председател Доналд Трамп беше првиот председател кој во кабинетот назначи функционер кој е хомосексуалец, но тој зазаде генерално поконзервативен став. Рече, цитирам, Бог создаде два рода, машки и женски. Што е со личните заменки? Ако навистина ги проучувате, тоа е болно. Ќе ја заштитам содржината која е пробожја. Ќе го заштитиме пробожјиот контекст и содржина. Таков став имаат и неговите поддржувачи. Републиканската страна повеќе се усогласува со она што го вели Библијата во однос на елиминирање на абортусот и на ослободувањето од ЛГБТQ заедницата. Председателот Бајден ги осуди конзервативните државни закони кои ограничуваат операција за потврдување на пол и часови за сексуална ориентација. Поранешниот председател Трамп ова го вети на неговата веб страница за кампањата. На првиот ден ќе отповикам суровата политика на Џо Бајден за така наречената грижа за потврдување на родот, смешки, процес во кој на децата во пубертет им се дава блокатори, мутација на нивниот физички изглед и на крај операција на малолетни деца. Демократски советник вели дека тоа е традиционалната републиканска партија, што ја сакаат републиканските гласачи. Тие се против имигранти, трансродови лица, хомосексуалци, а Трамп го знае тоа. Овие гласачи му помогнаа на Бајден да победи во сојузните држави во 2020 година. Анкетата на невладината група за застапување на ЛГБТ лицата ја покажува истата силна поддршка за Бајден. Тие бараат од републиканската партија да се фокусира на економијата, наместо да им ги ограничува правата.